да видовме кои се намерите и плановите за наше разнебитување и уништување. Меѓутоа, за жал, сето она што како основа, како темел, што од тогаш почнавме да го поставуваме за нашата одбрана, беше недоволно искористено од сите патриотски промакедонски субјекти и за жал, наместо тоа долго очекувано и насушно потребно единство и обединување, настапи уште поголемо разединување. Во тоа секако најголема и најнегативна улога имаат политичарите кои што сакаат на политички начин да направат нешто што не може да се решава само и единствено на политички начин. Овдека на маката на Македонија, на македонско тло, во нашата се уште Република Македонија, која што таква и ќе остане за сите нас што сме овде и за сите што таква ја чувствуваме, таква ја сакаме и таква ќе ја сочуваме и ослободиме, можеме да кажеме дека нашиот отпор, кој што е народен, продолжува и нашата битка најмногу ќе ја водиме и ќе ја добиеме направен на меѓународен план со сите позитивни цивилизацијски норми на меѓународно право, кои што овдека во актуелниот миг од страна пред се и најпрво од нелегитимната актуелна власт се кршат на секој чекор, во секоја секунда од нашето постоење, се со цел што побргу да не обезличат, обесправат и на тој начин да не втурнат во се што за нив ќе значи профит, добивка, а за народот ќе значи трајна загуба, не само за народот, туку и за државата. Денеска моето обраќање ќе го продолжам во тој дух, односно со вториот дел на тоа соопштение што го подготвив за минатиот вторник, каде што ние го изнесовме нашиот став и нашата стратегија, што како наедни достоинствени македонски родолюби и бранители на се што е од национален и државен интерес, ќе продолжиме и ќе го кажуваме и застапуваме нашиот став и ќе го браниме на сите рамништа. Во тој дух тогаш зборувавме конкретно за начинот на кој што оваа ненародна власт се обиде и успеа во тоа да го сруши и кампусот на бранителите кој што беше бедем на нашата борба, на нашиот отпор за слобода и за враќање на нашиот насилно одземен суверенитет од истата, значи од планерите на геноцидниот монструозен чин што ни се случи и со изгласувањето на уставните измени. Значи, работата не е во тоа како што имаше некои коментари, демек цела држава се сруши па што остана за кампусот. Така е, не се работи за кампусот како предмет или нешто тука, нели материјално. Се работи за кампусот на бранителите како темел и бедем на нашата сувереност. Значи, тие го срушија суверенитетот со тој срамен чин, за да не има никаков знак каде и да било на тлото на оваа држава, што ја преименува насилно во Република Северна Македонија, да нема знак
дека некој е против таквата одлука. Па ние цело време, уште пред 2 години кога ги започнавме протестите, кога започнавме со сите наши активности и со нашето одење и до председателот на Републиката, најпрво и да не му го даде мандатот на наместениот, нели нелегитимен, не сакам името да му го кажам, за нас тој нема никаква валидна функција во ова држава. Значи, уште тогаш кажувавме зошто сме овде и дека ќе останеме се до постапување по протестните барања. Значи, да се откажат од сите ненародни, нелегитимни и непринципиелни политики и да не носат одлуки штетни по интересите на народот, нацијата и на државата. Но